Почитувани, позитивниот извештај на Европската комисија е најдобриот доказ за напредокот на Република Македонија во исполнувањето на клучните приоритети, како на нашите напори за посветеност во реформските процеси и јакнењето на демократијата. На денешната пресконференција ќе се осврнам на делот на извештајот на Европската комисија, кој е посветен на напредокот во сферата на законодавството и работата на Собранието на Република Македонија. Задоволство е што овој извештај потенциран придонесот на македонскиот законодавен дом во изградбата на широк консензус и водење на отворен диалог со сите политички субјекти, што пак резултираше со донесување на повеќе закони непосредно поврзани со нашата интеграција во Европската Унија. Собранието на Република Македонија успешно ги оствари одредниците поставени од Европската комисија, како што се промоција на конструктивен диалог, донесување на законот за полиција и зацврстување и имплементација на антикорупцијското законодавство. Радува што Европската комисија во својот извештај оцени дека донесувањето на новиот закон за собрание допринесува за натамошно и зајакнување и поширока функционалност на работата на парламентот. Потврда за нашата посветеност во работата е и позитивната критика што Европската комисија ја дава за работата на Комисијата за европски прашања во Собранието на Република Македонија. Европската комисија го поздравува и представувањето на проектот и собрание, проект кој што воведува целосно информатизација на законодавниот процес од моментот на поднесување на документите од страна на владата до нивно објавување во службен весник. Свесни сме дека постојат и забелешки во извештајот, како и потребата од дополнително зајакнување на капацитетите на одредени собраниски тела и органи. Затоа пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе продолжи да работи на зајакнување на законодавството, особено во областа на социјалната политика и јавната администрација. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и во иднина ќе продолжи со градењето на конструктивен диалог, транспарентност во работата и отвореност со цивилниот сектор и со граѓаните на Република Македонија. Овој извештај е голем успех за сите нас, за сите политички субјекти и за сите граѓани. Она што треба да се знае е дека единствената иднина за Република Македонија е нашата цврста определба за интеграција во ЕУ и НАТО алијанс. Благодарам.